Овде сме да ги презентираме ефектите од воведувањето на одлуката за укинување на увозната давачка за замрзнато свинско месо за преработка. На последната пресконференција одржана по овој повод, ние презентиравме состојби и очекувања од спроведувањето на оваа мерка. Напоменавме дека мерката беше неопходна поради многу лошата состојба во која се наоѓа местната индустрија и со цел за да се најде спас на оваа индустрија, да се намали увозот на местните преработки и враќање на домашните готови производи на домашниот пазар во маркетите кои и до сега беа по квалитет еднакви на странските, на увозните, но беа поскапи. Целта, впрочем, беше домашните потрошувачи да конзумираат домашни производи по најдобар квалитет и по најевтини цени. Мерката беше оборужувана и барана многу години наназад, но немавме никаков слух и реакција од надлежните институции. Конечно, во мај годинава владата и надлежните институции излегува во пресет на барањата на групацијата и сакаме да посочиме дека носењето на оваа мерка даде можност на домашната местна индустрија да ги оправда овие барања, не со барање за дополнителни субвенции, туку само со изедначување на условите за набавка на суровината, односно замрзнато свинско месо, како и странските производители. Со тоа што до сега и се уште, бидејќи ова е времена мерка, увозната давачка е една од највисоките споредено со европските и странските конкуренти. Сето тоа во исто време да не се наруши домашното фармерско производство и консумацијата на свежо свинско месо. Тогаш предочивме дека мерката е времена, со цел да се видат правичните ефекти од нејзиното имплементирање, се однесува за одредени тарифни броеви и не се очекуваат никакви ефекти за врз домашното фармерско производство, каде тоа пак е соодветно поддржано со субвенции. Од една страна, ние од друга страна презедовме обврска дека ќе го зголемиме обемот на производство, ќе ги зголемиме вработувањата и на постоечките вработени ќе се зголеми и покачување на платите, а воедно и ќе се бориме со увозот со цел да се насочиме и кон извоз на овие наши производи. Во моментов сме на половина од периодот на користење на мерката, иако е прерано да се презентираат детални податоци, меѓутоа првичните резултати се многу позитивни и во насока на оправдување на сите превземени обврски. Ќе ги презентираме на кратко податоците во продолжение, така што сметаме дека сите надлежни институции, вклучувајќи ги владините, има можност, кои дадоа доверба и можност на местната индустрија, ќе ја продолжат мерката и понатаму со нејзино проширување и конечно до нејзино укинување. Значи, во врска со податоците, мерката беше донесена на 11.5 со важност од 6 месеци, односно до 30.11. Согласно податоците за увоз на месо и преработки од месо, за период од 1.6 до 10.9.2018 се забележува намалување на увезено свежо свинско месо за 38%, во исто време раст на увезено замрзнато свинско месо, секако резултат на мерката за 29%, истовремено извозот на суместнати преработки бележи раст од 61%. Зголемување на обемот на целокупното производство за 40%, ова е согласно податоците од Агенцијата за храна за извршена наплата кај регистрираните оператори со храна по произведен готов производ по тон. Намалување за споредено со истиот период лани имаме намалување на увозот на месни преработки за 100 тони и споредено со истиот период лани имаме зголемување на извозот од над 700 тони. Согласно податоците од Царинската управа,
и спроведената анкета интерно во склоп на групацијата на сите членки, искористеност на мерката до моментов е 52%, со тоа што тоа е резултат на до искористувањето на количините суровините што ги имавме пред донесување на мерката и периодот потребен да се подготви документацијата за апликација за добивање на мислењето во Стопанската комора. На последниот состанок одржан во комората, во групацијата, се согласивме дека сите овие количини предвидени и одобрени со одлуката на влада ќе бидат искористени во периодот во кој трае мерката и согласно договорот и најавите очекуваме истата да биде продолжена за уште 6 месеци, за кој временски период компаниите очекуваме дека ќе имаме многу подетална анализа и се уште и многу подобри бројки од претходните, од досегашните. Така да тоа е во моментов податоците, мислам дека ако им се потребни ќе ги презентираме. Почитуван министер за земјоделие господин Љупчо Николовски, почитувани стопанственици од сферата на месопреработувачката индустрија, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска во Стопанската комора имаме една работна средба на која што треба да ги видиме ефектите од мерката која што владата ја донесе во мај месец, а тоа е на олеснување на царинските бариери кои што ги имаше оваа дејност од индустријата во Република Македонија. Состојбата била акумулирана повеќе години уназад, значи проблемите се таложеле повеќе години уназад, а состојбата која што ја видовме кога почнавме да разговараме со месопреработувачката индустрија беше следната. Нивните капацитети работеа со 28% од производството, односно од нивната можност, а еден по еден полека производните капацитети затвараа. Кога ќе бевте присутни во било кој од големите супермаркети во Република Македонија, 3/4 од сувомесните производи беа од увоз, а само 1/4 од тие сувомесни производи беа од македонско производство. Тоа беше аларм за нас, за владата, а благодарение значи на добрата и одлична соработка со Стопанската комора и соработката со Министерството за земјоделие и Министерството за економија, која што ја направивме да видиме, да најдеме начин таквата состојба да ја санираме. Владата донесе мерка со која што ги олесни оваквите царински бариери кои што оваа индустрија става во неконкурентна положба со и нелојална конкуренција, значи со останатите производители од соседните земји пред сега и нормално од подалечните земји, и денеска сме сведоци дека таквата мерка даде значаен резултат. Производството на компаниите е пораснато за 40%, а извозот е пораснат за 61% и воедно цената на сувомесните производи за граѓаните на Република Македонија се намали. Мислам дека ова се доволно показатели кои што кажуваат дека мерката која што сме донеле дава резултат и таа е добра не само за индустријата, него и за граѓаните на Република Македонија. Секако, владата на Република Македонија и понатаму ќе биде присутна да ги слуша значи проблемите и потребите на индустријата и стопанството и соодветно на истите да реагира. Во Министерството за земјоделие и во Министерството за економија и во мојот кабинет, како и во целата влада, стопанството ќе има само пријатели и партнери за решавање на нивните проблеми, а не за креирање на проблеми на индустријата. Мислам дека оваквите потези ги даваат и првичните бројки, а тие се дека 12,1% е зголемено индустријското производство во кое што спаѓа и оваа дејност во јуни 2018 година во споредба со истиот период лани, 8,1% е зголемено во јули во споредба со јули 17 година, или кумулативно за периодот од јануари до јули индустријското производство во Република Македонија е зголемено за 5,1% во споредба со истиот период во минатата 17 година. При тоа, сакам да кажам дека бруто домашниот производ се генерира точно од ваквите работи и таа бројка е охрабрувачка. Во вториот квартал оваа година бруто домашниот производ порасна за 3,1% во споредба со вториот квартал од 2017 година, или е апсолутно најголем раст од било кој квартал во последните 4 години. Јас не сакам да ве замарам со повеќе бројки,
сакам само да кажам и да повторам и да подвлечам уште еднаш дека владата со својот економски тим ќе биде секогаш на услуга на стопанството и ќе сака да ги слуша нивните проблеми, да ги решава нивните проблеми, бидејќи само така ќе се гради индустрија, ќе се индустриализира нашата држава и само така ќе се обезбеди подобар живот за граѓаните на Република Македонија, а тоа го покажува и фактот што просечната плата во јули 2018 година во Република Македонија е 24.203 денари или е за 6,1% повисока од просечната плата која што беше во истиот период минатата година. Само индустриализацијата, технолошкиот развој, поддршката на инвестициите, која што и ние како влада ја поддржуваме, а сум среќен и благодарен на сите стопанственици во Република Македонија која што ја препознаа, можат да дадат подобри плати за граѓаните на Република Македонија, бидејќи тие плати мораат некаде да бидат заработени, а местото каде тие ќе бидат заработени е индустријата. Ви благодарам. Добар ден и од мене, почитуван потпредседател на владата, доктор Кочан Ѓушев, почитувани представници на оваа групација со која што денеска разговараме од месопроработувачката индустрија при Стопанската комора. Мене ми особено задоволство што оваа тема за која што денеска ги сублимираме првичните резултати. На истата работиме веќе подолг временски период и владата на Република Македонија во овој сектор под раководство и координација на потпредседателот на владата, а вклучително со Министерството за економија, Министерството за земјоделие, но и останатите органи како што се Агенцијата за храна, Царинската управа и останатите вклучени, заеднички веќе подолг временски период ги направија сите разговори, анализи, сугестии, извештаи на основа на кои што се донесе една ваква одлука после подолг временски период за времено укинување на овие царински давачки за увозот на замрзнато свинско месо заради потребите на преработувачката индустрија. Показателите кои што ги нотираше и подвлече потпредседателот на владата за самиот сектор и состојбите во секторот покажува дека владата навистина имаше сенс и слух за самите потреби и денеска гледаме дека резултатите и во поглед на она што беше презентирано како извештај, но и вкупните податоци во делот на растот на преработувачката индустрија, особено во вториот квартал за разлика од вториот квартал минатата година, вкупниот раст на бруто домашниот производ, вклучително и она што е наша обврска или наш сектор кој што како земјоделство со 3% зголемување во првата половина на годината се показатели и ги потврдуваат политиките кои што ги носевме во целиот овој период. Мене особено ми е драго што сите овие анализи кои што се направени како резултат на мерката која што беше донесена покажуваат намалување на увозот на свежо свинско месо, зголемување на извозот на нашите преработки како резултат на самата мерка за 61%, но особено очекуваме во следниот период се до крајот на примената да ги реализираме, односно да ги видиме и сите останати по-конкретни резултати во делот на зголемувањето на потенцијалот, на искористеноста на самите овие капацитети, но и во делот на вработувањето. Она прво што како резултат мислам дека е на оваа мерка што целата оваа индустрија се спаси од колапс. Дополнително, тоа е една од клучните цели кој што е постигна оваа мерка, заради тоа што знаеме дека во последниот период 12 објекти беа затворени за еден сосема краток временски период. Се спаси секторот од колапс, но имаме сосема позитивни резултати во делот на зголемувањето на извозот на нашите преработки, но сето тоа исто така без да биде нарушено домашното производство на свежо свинско месо. Оваа мерка, да потенцирам и подвлечам, беше искоординирана и со групацијата, односно со домашните представниците на домашните производители, со нивните здруженија и во целосна координација и токму затоа денеска ги дава соодветните резултати. Министерството за земјоделие
сакам да потенцирам дека и во насока на поддршката на овој домашен сектор кој што исто така забележува раст, а тоа е производството на домашно свежо свинско месо, и во текот на овој период владата паралелно носеше нови мерки и политики. Ке подвлачам само две. За оваа година ги зголемивме субвенциите за 10% за домашните фармери, за домашното производство, за сите оние кои што се во делот на законот, односно ги опфаќа категоријата на производители кои што имаат потенцијал за развој. И за нив субвенциите беа зголемени за 10% и за прв пат владата распиша оглас за доделување на земјоделско земјиште до 3 хектари и над 3 хектари, два посебни огласи кои што беа со посебна намена за производство на сточна храна, а договорите веќе следната недела ќе бидат подпишани од страна на сите оние кои што добија земја и од страна на Министерството. Министерството во следниот период, на основа на сите анализи и податоци со кои што располага, секако на владата ќе предложи нови мерки и политики кои што ќе го забрзат целокупниот овој раст. Нашите аспирации и поканата за членство во НАТО, нашата енергија и она што се случува во делот на евроатлантските интеграции на државата, ова историска шанса и можност, секако дека ќе се рефлектира дополнително за што побрз развој и раст на целокупниот сектор, на земјоделството, на преработувачката индустрија, на целокупната економија. Затоа цврсто стоиме за тоа одлука која што беше донесена и по согледувањето на резултатите кои што ќе ги имаме на крајот од примената, секако дека сметам дека ќе имаме уште попозитивни резултати и ефекти од самата одлука која што беше донесена. Благодарам.